Црвениот крст на Република Македонија како најголема хуманитарна организација во повеќе наврати во изминатиот период се соочува со справување на кризни состојби во Република Македонија преку обезбедување хуманитарна помош и пружање услуги на лица кои се нашле во ризик. Еден од најголемите предизвици на Црвениот крст во последниве 2 години е мигрантската криза, односно големиот број на мигранти кои транзитираа низ државава. Црвениот крст на Република Македонија им даде поддршка на 18.000 мигранти во нивниот пат кон подобра иднина. Како што соопшти Сашо Талевски, раководител на Црвениот крст, 7500 волонтери и 200 вработени во 30 општински организации на Црвен крст од формирањето на оваа хуманитарна организација се занимаваат со обезбедување на хуманитарна помош, која се состои од храна и медицинска нега, како и делување во рок од 48 часа по евентуална елементарна непогода, пружање помош на лица во ризик, кампањско делување за обезбедување на подобри услови за старите, слепите и лицата во социјален ризик. Обезбедува поддршка за националните друштва пред се на полето на подготвеност и действување при катастрофи, обезбедување поддршка за нашата работа во националните друштва за имплементација на проекти и активности во сферата на здравствената и социјалната грижа и обезбедување на надградба на капацитети на националните друштва. Како пример, ќе ви кажам, во рамки на проектите кои што ги имплементираме изминативе години, дали се тоа проекти за мигрантите, дали се проекти за бегалци, дали се проекти за обезбедување, надминување на последици од природни катастрофи. Меѓународната федерација обезбедува можности за надградба на нашите капацитети. Успеавме во рамките на овие проекти да го прошириме нашиот возен парк, да изградиме магазини, да обезбедиме можности за развој на нашите вработени, организирани се голем број на обуки, значи важно е да се истакне овој аспект од работата на Меѓународната федерација, затоа што покрај обезбедувањето на основната поддршка за различни категории на корисници кои што ги помагаме, исто така посветува и внимание за развојот на организациите во рамките на Меѓународната федерација. Еден од најрепрезентативните тимови, препознатлив и омилен во јавноста, е тимот за одговор при катастрофи, како и тимовите за спасување на вода и на планина, кои што многу пати досега покажале акции за спасување на човечки животи, активности достојни за почит. Гледате, значи, услугите кои што овие тимови ги обезбедуваат, единици ги обезбедуваат, се движат од обезбедување на здравствена грижа, дистрибуција на хуманитарна помош, логистичка поддршка, телекомуникации, градење на живеалишта, значи се што може да биде поврзано со хуманитарната работа на Црвениот крст и Црвената полумесечина, постојат вакви стручни лица кои што се наоѓаат во рамки на движењето. Оно што исто така е интересно за вас да знаете, дека и во рамките на нашиот регион, во регионот постои така наречен регионален тим за действување при катастрофи. Седиштето на тимот му е во Будимпешта, од каде што се координира работата преку Канцеларијата на Меѓународната федерација. И во овој тим членуваат обучени лица од регионот и во различни области со различна експертиза, кои што во случај на итни состојби обезбедуваат меѓусебна. Црвениот крст на Република Македонија со поддршка на Меѓународниот комитет на Црвен крст редовно организира и здравствено-превентивни прегледи, а работи и на надградба на капацитетите, за што како пример Талевски го посочи магазинот во Момин поток, кој е од исклучително значење при организација на хуманитарни акции.